Ова издание на емисијата на Прва Скопска, во која се подсетуваме на настаните кои беа актуелни и ја одбележаа неделава што изминува, ќе гледате. Од овој месец ќе се реализираат првите две активности против аерозагадувањето во Скопје. Зелениот покрив на ГТЦ ќе биде готов на пролет. Општина Ѓорче Петров им додали јакни на лицата од социјален ризик. Нови принципи за доделување субвенции за печки на пелети. Нема повеќе прв дојден, прв услужен. Град Скопје во рок од 30 дена треба да обезбеди документација за изградба на спортско-рекреативниот центар Езеро Треска. Директно справување со изворите на загадување, креирање јавна свест од предучилишна до пензионерска возраст, промени во законите што се неопходни и имплементација на платформа за координација и следење на реализацијата на програмата. Ова се 4 компоненти на кои се базира програмата за намалување на аерозагадувањето. Ова денеска го соопшти заменик министерот за животна средина и просторно планирање Јани Макрадули во владата каде се одржа 4-тиот од серијата отворени денови за иницијативи на граѓански организации, што се однесува на планот за чист воздух за 2019 година и неговата временска рамка за спроведување. Во текот на овој месец ќе се реализираат првите две активности. Тоа е поврзување на студентскиот дом Кузман Јосифовски Питу во Скопје на топлинскиот оператор. Во моментов таму има 490 студенти, а загревањето е на мазут и во зимскиот период се троши 230 тони. Годишно има трошоци од 7,1 милион денари, од кои 5 милиони ги покрива државата. Со поврзувањето на топлинскиот оператор трошоците ќе се намалат на околу 5,3 милиони денари. Втората активност е концептот Зелен лист воздух чист. Се работи за иницијатива на Факултетот на земјоделски науки и храна и Шумарскиот факултет во Скопје, во секоја скопска општина, односно во едно основно училиште и една градинка, да се создаде парк од студентите. Таму да се засадат садници кои се автохтони и се произведуваат во Македонија, од опитното поле на нивниот кампус кој е 63 хектари. Шефот на кабинет на градоначалникот на град Скопје Никола Наумовски се осврна на активностите што ги превзема нивниот инспекторат на раззеленувањето, загревањето на домовите и транспортот. Наумовски соопшти дека во следниот период јавното сообраќајно предпријатие Скопје треба да распише тендер за набавка на нови 40 екоавтобуси на газ. Поголемиот дел од нив, како што рече, ќе бидат дводелни место двокатни и ќе превезуваат повеќе патници. Во владата присуствуваа и представници од повеќе невладини организации кои изразија задоволство што се работи на оваа тема и побараа надлежните да изнајдат начин и да им помогнат на мали и микропредпријатија, да го променат начинот на грејење, да се работи на климатските промени, да се обезбедат монтажни живеалишта за семејствата кои живеат во субстандардни услови во скопските населби. Еден од ветените проекти на градоначалникот на град Скопје Петре Желегов во предизборната кампања е зелениот кров кој треба да биде изграден на градскиот трговски центар. Проектот се реализира со цел да се зголемат зелените површини во главниот град за еколошки почист, пофункционален и урбан град за граѓаните. Овој проект е во соработка со град Скопје и UNDP и ќе овозможи поголема заштита на животната средина, заштита од климатски промени и зголемување на отпорноста на Скопје, а воедно и продолжување и на досегашните проекти и активности на градските власти и UNDP. Изградбата на зелениот кров на ГТЦ би ги решила и досегашните маки на дуќанџиите од горните катови кои имаат проблеми со прокиснување при поголеми дождови. Реализацијата на овој проект ќе овозможи севкупно зголемување на атрактивноста на градскиот трговски центар во наредниот период. Според изјавата на градоначалникот Петре Желегов, зелениот кров би требало да биде готов на пролет. Завршена е постапката, тоа е проект на град Скопје со UNDP, они ја спроведуваат постапката, градот ги даде средствата до UNDP. Очекувам дека оваа пролет граѓаните на Скопје
за прв пат на јавна површина ќе може да уживаат во покривно зеленило. Зелениот кров на градскиот трговски центар би имал далекосежни позитивни последици. Зголемената фреквенција на граѓаните како резултат на досегашниот кров би овозможила покачување на атрактивноста на дуќаните што се лоцирани на двата горни ката на ГТЦ. Владата на седница ја усвои програмата за развој на туризмот на Република Македонија за 2019, а беше разгледана и информацијата за основање на туристичка развојна зона Матка во општина Сарај. Владата даде препорака град Скопје во рок од 30 дена да обезбеди постоечка документација за изградба на спортско-рекреативен центар Езеро Треска во општина Сарај, а Министерството за економија во рок од 4 месеци до Владата на Република Македонија да достави информација за текот на активностите за основање на туристичката развојна зона Езеро Треска во општина Сарај. Поради остварување на заедничка цел и интерес за финансиско учество за изградба на проект за ревитализација на Езерото Треска, со што езерото повторно би се ставило во функција на граѓаните, градот Скопје минатата година донесе одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу град Скопје и општина Сарај за изработка на проект за ревитализација на Езерото Треска, каде градот во соработката ќе учествува со 7 милиони денари, средства обезбедени од буџетот на град Скопје. Според предходни изјави на градоначалникот Петре Шилегов, студијата за Езерото Треска изработена од предходното раководство можеби ќе се употреби за изработка на проектот за ревитализација на езерото, кое било место за релаксирање на Скопје ни цели 20 години, се до 1998 година, кога истото е затворено за капачи поради загаденоста на водата. Најголема пречка за реализација на овој проект представува прочистувањето на водата во езерото. Минатата година се изработуваше колекторски систем на реката Треска, со што водите пречистени ќе влезат во Вардар. И тој систем кој се гради се наоѓа пред влезот на езерото Треска, што значи дека води поминати низ колекторот ќе влезат во езерото. Инаку рекреативниот центар Треска е изграден од 1978 година со средства од самопридонес на тогашните граѓани на Скопје. Инаку езерото се протега на површина од 136.000 метри квадратни, длабоко е 1,6 до 3 метри и има капацитет од 10.000 капачи, а површината под зеленилото во овој рекреативен центар зафаќа повеќе од 186.500 метри квадратни. Овој рекреативен комплекс Езеро Треска во 1978 година свечено го отворил председателот на поранешна СФРЈ Јосип Броз Тито при неговата посета на Скопје. Општина Ѓорче Петров денеска посети две социјално загрозени семејства кои живеат во исклучително тешки услови и им подари зимски јакни. На јакните најмногу им се израдуваа 7 деца, кои боси на минусни температури го пречекаа градоначалникот Александар Наумовски да им ги донесе јакните. Семејството на Исо Симоновски се пожали на сиромаштија и беда, на која посведочивме и ние, а единствено од хуманите луѓе побараа телевизор. Покрај јакните, кои општината ги обезбеди во соработка со невладиниот сектор, на семејството од сопствени средства со по 2000 денари му помогнаа и советничката Вера Перовска, како и градоначалникот Наумовски. Општина Ѓорче Петров во соработка со невладиниот сектор обезбеди 150 зимски јакни кои што ќе бидат доделени на социјални случаеви, на семејства со социјален ризик кои што се уредно евидентирани во нашата општина. Целта е да се добие база на податоци на лица со социјален ризик, преку која ефективно ќе делуваме во соработка со Министерството за труд и социјална политика. Паралелно течат и други проекти поврзани со социјалата. Доделување на еднократна парична помош. Минатата година исплатени се 18.000 евра за оваа намена, новогодишни пакетчиња, повеќе кратна помош во храна и хигиенски средства, доделување на дрва, организираме и повеќе хуманитарни настани, а собраните средства од нив се наменети за социјално загрозените лица.
Социјалната патролна служба изминатава година евидентирала 186 случаи на лица кои живеат во сиромаштија, социјално исклучени, жртви на семејно насилство и бездомници. Едни од нив се и семејството Гаши, на кои исто така денеска им беа однесени зимски јакни. Распределбата на јакни ќе продолжи и во наредните денови, со цел да им се излезе во пресрет на сите граѓани од ранливите категории. Обезбедени се вкупно 150 зимски јакни. Како што соопшти градоначалникот на Умовски, проектот на социјална патролна служба продолжува и оваа година. Предвидувањата се дека за 2 години патролните служби ќе ја поминат целата територија на општина Ѓорче Петров, со што би се добила една целосна социјална карта, преку која ќе може да им се излезе во пресрет на овие лица. Во центрите за имунизација од април ќе бидат воведени нови задолжителни вакцини за бебињата. Станува збор за вакцините против пневмококна бактерија и ротавирус. Според информациите од Министерството за здравство, постапката за јавна набавка е во тек, а во Македонија овие вакцини ќе бидат дел од задолжителниот календар за имунизација од април оваа година. Според календарот, децата на возраст од 1 година треба да ги примаат овие вакцини. Лекарите се убедени дека додавањето на овие 2 вакцини во календарот за имунизирање е во интерес на малите деца, бидејќи и двете заболувања предизвикувале сериозни компликации до 5 годишна возраст. Педиатрите сметаат дека со овие вакцини ќе има само бенефит, бидејќи имунизацијата е причина за искоренување на голем број опасни заболувања. Пневмококната вакцина е со 3 дози и 1 ревакцинација, а рота вакцината ќе има 2 или 3 боцкања. Од денеска до 1 февруари, влюбениците во убавите уметнички слики ќе може да ја посетат и да уживаат во ликовната изложба на слики од 16-та меѓународна ликовна колонија Карпино 2018 година. На изложбата се представени 30 на слики изработени во техника акрил на платно и масло на платно од 10 автори од земјава и странство. Уметничкиот организатор на изложбата Валентина Илиевска, која исто така е и учесник на колонијата, нагласи дека учество во Карпино секоја година земаат уметници од Македонија и странство, а благодарение на Центарот за култура Трајко Прокопиев, изложбата ќе гостува во повеќе македонски градови. Секогаш се трудиме да го задржиме оној квалитет, например да поканиме од локалните уметници, од градот Куманово, мислам и од пошироко од Република Македонија, македонските уметници и секако значи не ги забораваме нашите комши од Србија, од Бугарија, од Босна, значи од бившите југословенски простори, од балканските простори, но меѓутоа се трудиме малку и да се прошириме. Оваа година имавме значи представники од Германија. Имаме значи во програма да го разгледаме градот Куманово, самата околина, знаменитостите како што е Зебрањак, Костурницата, Кокино и планираме нешто и да прошетаме и до Скопје, нели како главниот град на Република Македонија, да пошироко да не е запознаат државата. Председателот на Центарот за култура Трајко Прокопиев, Зоран Павловски, истакна дека почетоците на колонијата биле во рамки на манастирскиот комплекс во Карпино, за разлика од сега кога уметниците творат во урбаните средини. Првите 10 години се одржуваше во манастирскиот комплекс Карпино, едно духовно светилиште во близина на Куманово. Веќе 5 години 6 е пребацена во ресторан Грација, значи веќе творат во урбана средина и сега се, како што гледате, колоритите или слики од такви теми. Додека порано беа инспирирани од самата црква, од самиот манастирски комплекс. Првите неколку години беа од продолжен карактер, веќе наназад, сигурно на 10 години не се, ние ги складираме во депо и ги красат витрините или во Куманово, во општина Куманово, или надвор од општина кога ги даваме на градоначелници или на амбасадори и така натаму, значи некаде надвор и од Македонија. Градоначалникот на општина Илинден Жика Стојановски ги покани граѓаните да ја посетат изложбата и да уживаат во уметничките дела, насликани со различни техники и со различни мотиви. Убеден сум дека денешнава изложба на уметнички дела, која што зрачи со една енергија пренесена од Карпино преку рацете на уметниците, дава еден посебен впечаток и момент
Задоволство ми е што во општина Илинден ќе бидат неколку дена изложени уметничките дела. Секако дека граѓаните на општина Илинден и пошироко ќе ги посетат и ќе уживаат во гледката која што ја има. Меѓутоа, што е најзначајно, што продолжуваме со културата, уметноста и поддршката на уметниците, негување на културата во општина Илинден. Изложбата се организира во соработка со Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев од Куманово. Скопската зоолошка градина ќе се збогати со нови жители. Имено од зоолошката градина во Минхен ќе бидат донесени фламинга. Ова било договорено на средба на директорите на двете зоолошки градини Ѓорѓи Галетановски и Расен Бабан. А на пролет пак од чешкиот град Либерец во Скопје треба да стигнат зебри. За изградба на живеелиштата за зебрите и за фламингата, град Скопје обезбеди кредит од Светска банка во висина од 10 милиони динари. Според досегашните анализи и проценки на здравствените власти, местото кај општина Ѓорче Петров го понуди како можна локација за изградба на новиот клинички центар, а се наоѓа под обиколницата на излезот од Скопје кон Тетово, било највисоко рангирано. Според методологијата на Министерството за здравство, забодување на предложените локации во поглед на пристапност, местоположба, водовод и струја. А конечната одлука треба да ја донесе владата до крајот на месецот. Земјиштето кој има директен пристап до обиколница е со површина од 128 хектари и е во доминантна државна сопственост, а клиничкиот центар би се градал на 90 хектари површина. Од општина Ѓорче Петров информираа дека во моментов не смеат и не може да преземат ништо на оваа локација и дека се чека одлука на владата. Пред неполн месец, на покана на министерот за здравство, градоначалникот Наумовски присуствуваше на презентација за предлог локација за изградба на новиот универзитетски клинички кампус. Тие укажале зошто овој здравствен центар треба да биде лоциран токму во општина Ѓорче Петров, на локалитетот Велеполе. Предностите на понудената локација се тоа што таа е сообраќајно пристапна до обиколницата, земјиштето е со доминантна сопственост на Република Македонија, во близина е на железничка пруга и лоцирана во шумски појас. Би се нудела брза и едноставна конекција со соседните земји, а тоа би допринело и за развој на медицинскиот туризам. Градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Наумовски во еден наврат изјави дека до Министерството за здравство е доставена целокупната документација за изградба на клиничкиот центар на површина од 128 хектари државно земјиште на локацијата позната како Велеполе. Понудивме соодветна локација на територијата на општина Ѓорче Петров. Тоа е локацијата од влезот од Тетово кога влагаме во Скопје преку заобиколницата од лева страна, познато место викано Велеполе, каде што се работи за земјиште од 128 хектари чисто државно земјиште со сите посебни инфраструктурни можности, заштита на животната средина, хумано живење, чист воздух, локација која што навистина ги исполнува сите стандарди за еден современ клинички центар. Инвестицијата е процената на 400 до 500 милиони евра. Како што истакна Наумовски, станува збор за капитален проект чија реализација ќе значи и забрзан економски развој на општината. Локацијата спроти Holiday Inn, на која имаше паркинг со рампа, а во моментов не се наплаќа и е вистински хаос, од наредната недела ќе се врати во првобитната функција – паркинг простор. Со просторот ќе стопанисува фирмата МГ Fashion на бизнисменот Зоран Антич, кој за ТВ24 вели дека целта е да го регулира сообраќајниот паркинг на оваа атрактивна локација. Дозволата за управување и стопанисување на паркингот ја добил од Советот на град
град Скопје за период од 10 години. Управителот на фирмата МГ Фешен Илија Божиновски во изјава за ТВ24 вели дека наплаќањето ќе почне следната недела со цени како и претходните, со цел да се спречи хаосот од самоволието на граѓаните кои паркираат каде ќе најдат. Во текот на следната недела ќе се постават рампи, а цената ќе биде во рамките на постојните цени кои важеа на овој паркинг. Ова не е конечно решение за локацијата. Ќе се гради во оној момент кога се добие дозволата и кога ќе се тргне мораториумот, под кој се наоѓа и оваа локација. Во обид да се стимулира населението позитивно да одговори на задолжителната имунизација кај децата, се споменуваат ригорозни мерки. Една од нив е запишувањето во прво одделение да се извршува единствено со приложување на книшка за имунизација, како доказ дека детето е вакцинирано. Кога се очекува да стапи на сила новото правило, прашавме во Министерството за здравство, од каде ни одговорија дека наскоро ќе се формира работна група која ќе предложи вакцинацијата да биде задолжителна при упис во прво одделение. Од Министерството за образование пак велат дека уставот е јасен. Ниту едно дете не смее да остане надвор од образовниот систем, бидејќи основното образование во Македонија е задолжително. Оттаму велат дека потребни се кампањи од едукативен карактер за придобивките од вакцинацијата, советувања за родителите кои не ги вакцинираат своите деца, но и санкции кои никако не смеат да бидат на штета на децата. Во меѓувреме, вакциналните пунктови на Министерството за здравство работат со полн капацитет. Денеска ја посетивме поликлиниката Јане Сандански, каде веќе трета недела во 2 смени децата се вакцинираат од контровизната МРП вакцина. Денеска до 13 часот вакцинирани беа 49 дечиња, од кои 18 од МРП вакцината. Доктор специјалист Даниела Марковска, со која разговаравме денеска, одговорно тврди дека вакцините се безбедни и ги охрабрува родителите да ја извршат задолжителната обврска за имунизација на своите деца. Во тек е епидемијата, значи, за морбили и тука се врши вакцинирањето за морбили, меѓутоа се дават и останатите вакцини. Во моментот сега е, нели, во денешниот ден се јавиле околу 49 деца за си ги примат редовните вакцини. Зголемен е и бројот на родители кои што се јавуваат за да примат и МРП вакцината, односно вакцината против морбили, рубеола и паротит. Така да гледате и самите дека имаме многу пациенти. Така, може ли да ни кажете, знаеме сите дека токму оваа вакцина за МРП е спорната вакцина. Како да ги охрабриме гледачите? Знаеме дека веќе стапија на сила и законски мерки, меѓутоа како да ги охрабриме гледачите да дојдат и на своето дете да му ја стават вакцина? Ниедна вакцина не е спорна. Значи, оваа вакцина е нормална вакцина која што е ставена во календарот за имунизација со цел да се заштитат децата и да се превенираат заразните болести, односно морбилите. Во однос на вакцината, значи, беа искажани имаше многу негативни коментари од антивакциналните кампањи. Јас одговорно тврдам дека сето тоа нема никаква подлога, односно дека вакцината е безбедна, вакцината е ефикасна, вакцината штити од заразното заболување. Така, значи може да се каже дека нема несакани дејства? Несакани дејства нема. Вакцината е безбедна, вакцините може да предизвикуваат, како и секои други вакцини, значи покачена температура, меѓутоа сето тоа е незначително во однос на огромниот бенефит кој што го има вакцината по здравјето на детето. Може ли да ни кажете дали со сигурност се вакцините со добар рок на траење? Значи, јас не би ги коментирала сите шпекулации кои што се појавија во јавноста, меѓутоа можам да кажам дека вакцините се безбедни, ефикасни и може да се примаат. Освен оваа вакцина, каков е интересот за другите вакцини? Значи, вакцините си одат регуларно, вакцините си одат редовно, како што си е по календарот за имунизација и нормално
доколку детето е здраво. Значи се вакцинираат потполно здрави деца. Доктор Марковска нагласува дека е забележан висок процент на вакцинирани деца во руралните општини за сметка на урбаните, каде што родителите категорично се досега одбивале да ги вакцинираат децата. Таа ги повикува родителите за квалитетот на вакцините да се информираат преку разговор со стручни лица, а не преку информациите кои се нудат на интернет да донесуваат погрешни заклучоци и одлуки. Ги повикувам родителите да дојдат и да се ги вакцинираат децата против сите заразни болести, вклучувајќи го и морбилито, со тоа што би сакала да кажам, заштити спречи вакцинирај е мотото на Европската недела на имунизација. И ги повикувам сите родители да дојдат да се јават во центрите, односно во диспанзерите за вакцинација, за да си ја примат вакцината. Малите сипаници може да дадат тешка клиничка слика, како воспаление на белите дробови, воспаление на мозокот, тешка диареја и во одредени случаи и смрт, а вакцината е единствената безбедна и ефикасна мерка за спречување на епидемијата и заштита на децата од можните сериозни компликации на малите сипаници, подсетуваат од Министерството, од каде не информираа дека забраната за прием на невакцинирани деца ќе трае се додека постои епидемијата. Повеќе од 90% од парите за планот за чист воздух ќе се трошат за промена на изворите на затоплување во домаќинствата и јавните установи. Главен приоритет и оваа година, надлежните велат дека ќе бидат семејства кои се греат на јаглени дрва. Во таа насока ќе се менуваат и правилата за добивање субвенции. Па наместо досегашниот концепт прв дојден прв услужен, субвенции ќе добиваат според социјалниот статус и приходите во семејството. Заменик министерот за животна средина Јани Макрадули, кој вели дека најголемите загадувачи на воздухот се домаќинствата, ги повика активистите од врата на врата да ги мотивираат граѓаните да го променат начинот на греење, а за возврат им вети парични награди. Дел од нив пак им порачаа на надлежните годинава повеќе да се фокусираат на големите, како што велат тие, недопирливи загадувачи. Друга област во која се планира да се преземат мерки е и сообраќајот. Надлежните уверуваат дека еколошките налепници ќе дадат резултати, а јавниот превоз ќе го стимулираат со новите еколошки автобуси, за кои треба да се распише и тендер. Активистите пак ги повикаа политичарите и тие некогаш да влезат во автобус, за одблиску да ги видат проблемите на ЈСП, а парите за патни трошоци да ги дадат за намалување на загадувањето. Кучињата скитници минатата година представуваа еден од главните проблеми со кои се соочуваше градот, а сепак за нив не се најде соодветно решение. Со истиот проблем почна и оваа година, а тоа го потврдуваат билтените на Министерството за внатрешни работи, во кои има бројни пријави на граѓани кои биле каснати од кучиња. Токму тоа се уште ги тера граѓаните, граѓанските активисти, но и некои од пратениците да размислуваат во насока како трајно да се реши проблемот со кучињата скитници. Со таа цел, еден дел пратеници предложија законски измени во постојниот закон за заштита и благосостојба на животните, со кој се предвидува задолжителна кастрација на домашните кучиња. Но како гледаат граѓаните на новиот предлог? Некои сметаат дека треба да има ваков закон, затоа што на ваков начин се стеснува можноста да се создаваат нови кучиња скитници. Заедно со чипирање на кучињата се насочува одговорноста кон граѓаните, но има и граѓани кои се против. Дали сметате дека кастрирањето на кучиња ќе го намали бројот на скитниците кучиња? Можно, ама чисто се сомневам. Па секако, би требало. Да, би требало, да, многу ги има. Мислам, тоа е најдобра метода. Мислам не. Дали сте за кастрирање за кучињата? Јас сум да ги соберат кучињата, не за кастрирање. Други пак сметаат дека законот е премногу рестриктивен и ограничува слободата на собствениците. Со овој став јасно се огласија и кинолошките друштва, сметајќи дека со новиот закон може да се уништат сите автохтони раси на кучиња. Според нив шарпланинецот како светски признаена раса и овчарското куче караман како национална раса, со овој закон би биле предистребување.
Новиот предлог закон предвидува да ги задолжи собствениците на кучињата кога животните ќе бидат во репродуктивен период, да ги кастрираат или ојалуваат своите кучиња во овластените ветеринарни амбуланти. Ова не важи за собствениците на кучиња што имаат регистрирано одгледувачници. Истовремено трошоците за овие постапки ќе треба да ги платат собствениците. Предлог законот исто така предвидува зголемување на казните, некој дури и до 700 евра, како на пример ако не се пријавува кучето еднаш годишно во ветеринарна амбуланта, ако не се пријави леглото или ако не се води кучето со поводник. Сите зимски тераси на кафулињата и рестораните на улица Аминта 3 или поранеш на улица Ленинова ќе се уриваат бидејќи се нелегални. Општина Центар им доставила допис на угостителите дека со заградените тераси узурпираат јавна површина, односно зафаќаат повеќе простор отколку што им е одобрено при издавањето на дозволата од град Скопје. Представници на Сдруженијето за заштита на правата на угостителите Хорекаши имале состанок со градоначалникот на општина Центар Саша Богдановиќ. На состанокот им било кажано дека нема да се толерира узурпирање на јавен простор и доколку собствениците самите не ги отстранат терасите, тоа ќе го стори општината. Дел од угостителите прифатиле самите да ги отстранат деловите кои узурпираат јавен простор, а едно кафуле најавило дека целосно ќе го затвори објектот. Со решение за уривање се околу 30 кафулиња и ресторани. Покрај на улица Ленинова нелегални се и објекти во Дебар Мало, Капиштец и улица Македонија. Младинскиот културен центар со повеќе настани денеска од 18 часот до полноќ по 7 пат ја организира манифестацијата Роден ден на уметноста. Во џебното кино на МКЦ има бесплатен филмски маратон, љубовна филмска ревија со 4 романтични филмови. Ќе биде отворена изложба на фигури од пастелин изработени од 9-годишниот Максим Цветановски и работилница за деца со Доротеј Нешовски во детскиот креативен центар при МКЦ. По 11 години повторно ќе гостува изложба од Музеот на раскинати врски, а ќе биде отворена и изложба на Сашо Димовски. Во Фросина пак има промоција на книга Радио на новинарот Љупчо Јолевски, која содржи интервјуа што авторот ги остварил во последните 5 години со познати представници на македонската културна сцена. Ќе има и поетски перформанс, песнило и концерти во салата 25 мај. А роденденот ќе заврши со настап на диџеите Виолета Качакова и Мирко Попов во бифе на МКЦ со почеток во 23 часот. Тоа беше се за оваа емисија, а вие следете ги понатаму Викенд хрониките на Прва Скопска.